Момчето што скрши вратен пршлен во кушада си е во подобрена здравствена состојба и почнал самостојно да јаде. Доктор Мерџановски вели дека тој е контактибилен и свесен, дише самостојно и е надвор од животна опасност. Следните денови ќе биде префрлен на травматологија, а потоа ќе започне и со физикална рехабилитација. Физикалците кои што се наоѓаат во единицата за интензивно лекување веќе почнуваат да работат со пациентот, така да во следнава недела најверојатно ќе биде префрлен на одделот за травматологија, каде што уште повеќе ќе се работи на физикална терапија на повреденото момче. После ќе биде префрлен во центрите за рехабилитација, па да се надеваме дека ќе биде се во ред. Мерџановски апелира до родителите и децата да се внимава кога се скока во базени или плитки води, за да не дојде до несакана повреда на рбетниот столб, па дури и инвалидитет. Овие повреди се повреди на рбетниот столб во пределот на вратот, се повреди кои што се едни од најтешките повреди, каде што се оштетува рбетниот мозок. При самото скокање, ако е плитко, се дочекуваат на главата, со не стегната мускулатура, затоа што е тоа рекреативно скокање, каде што настанува кршење на дел од вратните пршлени. При тоа кршење на вратните пршлени настанува експлозија која што го штетува рбетниот мозок. Апелира посебно внимание да се обрне и при возењето на мопедите и тротинетите, бидејќи и таму повредите се токму на рбетниот столб. Инаку по барање на турските лекари и поради сериозноста на повредата, повреденото момче вчера со организиран медицински транспорт со владиниот авион беше пренесено и хоспитализирано на Универзитетската клиника за травматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување.